Поставувајќи прашање на Анастасија на кој начин делот од земјата со садниците засадени со специјалниот метод кој е во контакт со човекот може да влијае врз воспитувањето на децата, очекував дека од неа ќе чујам одговор во смисла дека на децата треба да им се влива љубов кон природата. Сепак сгрешив. Она што беше кажано восхитува со едноставноста на аргументите и истовремено со длабочината на филозофската мисла. Природата, разумот на Вселената направиле секој нов човек да се роди како благородник, како цар. Тој е сличен на ангел, чист и невин. Се уште незатвореното теме прима огромен порој вселенски информации. Способностите на секој новороденче му овозможуваат да стане најмудро суштество во Вселената, слично на Бог. Потребно му е сосема малку време за да ги опсипе своите родители со среќа и со блаженство. Времето за кое тоа ја спознава суштината на Вселената, смислата на човековото постоење е периодот само 9 зимски години. И се што му е потребно за тоа веќе постои. Родителите само не треба да извртуваат реалната природност на Вселената, да го одвојуваат детето од најсовршените творби во Вселената. Но технократскиот свет не им дозволува на родителите да го направат тоа. Што гледа бебето со првиот разумен поглед? Тоа гледа таван, крајот, креветот, некакви крпчења, зидови, атрибути и вредности на неприроден свет создадени од технократската заедница. И во тој свет е неговата мајка, нејзините гради. Веројатно така и треба, мисли тоа. Неговите родители му принесуваат звечкави и пискави предмети и играчки. А зошто? Тоа долго ќе се обидува да разбере зошто тие пискаат и звечкаат. Ке се обидува да го разбере тоа и со својата свест и подсвест, потоа тие насмеани родители ќе го врзуваат со некакви крпи, нему ќе му биде неудобно, тоа ќе се обидува да се ослободи, но залудно. Единствен начин за протест е крикот. Крикот на протестот, молба за помош, крикот на револтот. Од тој миг ангелот и благородникот станува питач, роб кој моли за милост. На детето еден по еден му ги принесуваат атрибутите на вештачкиот свет. Нова играчка, нова облека, не баре му нудат некакво богатство, му сугерираат дека тие предмети се најважните во светот во кој дошло. Со него, иако се уште сосема мало, но веќе најсовршено суштество во Вселената, тие зборуваат бебешки. Така кон него се однесуваат како кон несовршено суштество. Дури во образовните установи во кои се спроведува настава, како што мислите вие, нему му зборуваат за добрините на тој ист лажен свет. Дури на 9 години онака патем го споменуваат постоењето на природата како дополнување на нешто друго, подразбирајќи под тоа нешто вештачки создадено. Затоа повеќето луѓе до својот последен ден не се во состојба да препознаат вистината. Прашуваат, што е смислата на животот? И така останува прашањето неодговорено. А таа, смислата на животот, е во вистината, радоста во љубовта. 9-годишното дете воспитано во природниот свет со многу поголема точност ја разбира Вселената отколку научните установи на вашиот свет и многуте научници признати во вашето општество. Чекај, Анастасија, ти веројатно го имаш предвид познавањето на природата доколку животот на детето минува како твојот. Тогаш можам да се согласам со тебе, но современиот човек е принуден без оглед на тоа дали тоа е добро или не да живее во тој технократски свет како што го нарекуваш ти. Човекот воспитан како што предлагаш ти ќе ја познава природата, ќе ја чувствува, но во другото ќе се покаже како апсолутен лаик. Постојат такви науки како што се математика, физика, хемија, познавање на животот, на неговите општествени појави. За некој што во вистинското време ја дознал суштината на Вселената, сето тоа се глупости, доколку посака и процене дека е потребно да се образува во областа на некоја наука, може лесно да го постигне тоа. Како мислиш, толку ли е просто? Човекот од технократскиот свет се уште не измислил ништо што веќе не постои во природата. Дури и најсовршените вештачки организми се жална копија на она што веќе постои во природата. Добро, нека биде така. Обиди се да објасниш како е можно да се воспитува дете во наши услови за да можат да се развијат неговите способности.
Само те молам зборува и разбирливо, користејќи конкретни примери. Добро, ќе се потрудам да биде конкретно, одговори Анастасија. Веќе сум моделирала таква ситуација и се обидов на едно семејство да му сугерирам што треба да прави, само што тие не можеа да го разберат клучниот момент и на своето дете да му постават прашање. На тие родители им се родило необично, чисто, способно момче кое може да им донесе многу корист на оние што живеат на земјата, но родителите доаѓаат со своето 3-годишно дете во својата викендичка и со себе ги носат неговите најмили играчки. Вештачки играчки што ги заменуваат вистинските приоритети на Вселената. Кога не би го правеле тоа, детето можеме да го забавуваме и одушевуваме со нешто поинтересно отколку што е безсмислениот, па дури штетен контакт со вештачките предмети. Пред се замолете го да ви помогне, но тоа правете го со целосна сериозност, без глупаво зборување за тоа што тоа навистина ќе ви помогне. Доколку садите, замолете го да го придржи подготвеното семе за садење или да ја разгрне лејата или само да го стави семето во подготвената дупка. При тоа објаснувајте му што правите, например вака. Ке го ставите семето во земјата и ќе го покриете со неа. Кога сонцето ќе блеска и ќе ја загрее земјата на семето, ќе му стане топло и тоа ќе почне да расте, ќе сака да погледне во сонцето, па од земјата ќе дзирне зелено фиданче. Еве како ова, при тоа треба да се покаже некоја тревка. Ако на фиданчето му се допадне, тоа ќе расте се повеќе и повеќе, може да се претвори во дрво или во цвет. Сакаме тоа да ни донесе вкусен плод што ќе го јадеме. Фиданчето ќе го подготви својот плод за тебе и за нас. Секогаш кога со детето ќе доаѓате на својата парцела и кога тоа ќе се разбуде наутро, како прво треба да му кажете да погледне дали се појавило фиданчето. Ако видите дека се појавило, израдувајте се. Кога садите не семе, туку расад, неопходно исто така на детето да му објасните што правите. Ако садите домати, оставете го тоа да ви носи по едно стебленце. Ако случајно го скрши, земете го врака скршеното стебленце. Мислам дека ова нема да живее и да ни донесе плод бидејќи се скрши, но ајде да се обидеме да го посадиме. И паралелно со другите посадете го искршеното стебленце. По неколку дена, кога пак со своето дете ќе дојдете до лејата со веќе зацврстените стебленца домати, на своето малечко покажете му го и она скршеното, овенатото стебленце и подсетете го дека е скршено при садењето. При тоа не разговарате со детето со поучен тон. Со него треба да се разговара како со човек еднаков на себе. Од својата свест не треба да го изфрлите тоа дека детето ве надминува во некои работи, например во чистината на мислите. Тоа е ангел. Ако успеете да го разберете тоа, ќе можете подоцна да постапувате интуитивно и навистина вашето дете ќе стане човек кој вас и сите други ќе ве направи среќни. Кога ќе спиете под звезденото небо, ставете го покрај себе, нека погледне во звездите, но во никој случај не ги објаснувајте имињата на планетите, ниту како вие го разбирате нивното потекло и улогата, затоа што ни вие не го знаете тоа, а догмите што постојат во вашата глава само ќе го оддалечат детето од вистината. Неговата подсвест ја знае вистината и таа самата ќе помине во неговата свест. Само можете да му кажете дека сакате да гледате во светлите звезди и да го прашате своето дете која од звездите најмногу му се допаѓа. Многу е важно да умеете да му поставувате прашања на детето. Следната година на детето треба да му предложите да има своја леја, да ја уреди, да ја посади, да му даде можност да направи се што ќе посака на неа. Во никој случај не треба да го терате што да прави на неа, ниту да го поправате тоа што самото го направило. Можете само да го прашате што сака тоа. Можете да му помогнете, но претходно прашувајќи го за дозвола малку да поработите со него. Кога ќе сеете жито, дајте му со неговото раче да ги фрла зрната во лејата. Добро, изабележав со недоверба на Анастасија. Можеби на тој начин детето ќе покаже интерес кон растителниот свет и можеби ќе стане добар агроном, но од каде во него ќе се појават знаењата од другите области? Како од каде? Суштината не е тоа само детето да знае и да чувствува како што расте.
Најважно е дека ќе почне да размислува, да анализира, а во неговиот мозок ќе се разбудат клетките кои ќе работат во текот на целиот негов живот. Тие ќе го направат попаметно, поталентирано во однос на оние кај кои тие клетки спијат. Што се однесува на животот и на она што вие го нарекувате прогрес, детето може да се покаже ненадминато во која било област, а непорочноста на неговите мисли многу поголема отколку кај другите ќе го направи посреќно. Неговиот непречен контакт со своите планети ќе му овозможи постојано да прима се понови и понови информации, да разменува информации. Сето тоа ќе го прима неговата подсвест во вид на нови мисли, нови откритија. Надворешно тоа ќе изгледа како обичен човек, но од внатре вие таквите луѓе ги нарекувате генијалци.